Džabe sme raspravale, džabe sme se borile na ova држава да испасиме 200 милиони евра, džaba glumime demokratija i parlamentaren život, zato što gospodata i damite od ВМРО ДПМН викаат вака: ние сме ВМРО, ние победивме на избори, како победивме ние си знаеме, со крадење, лажење, подкупување, ама победивме, наше е кесето и Господ Бог не може тоа да го смени, освен пастирот. Пошто тој е поважен и од Господ. За нив е поважен и од Господ. Завршена работа. Ние еден човечки, како луѓе да се погледате овде. И да кажете: да, лани направивме греф. Не само што ги избркав, што аплаудиравме на бркањето на колегите пратеници од клупите и новинарите од ова. Го излажавме сопствениот народ. Тоа го направи Старлевски и затоа Старлевски денеска не е тука. Не затоа што има попаметна работа. Носењето буџет е најважна работа за една влада. И затоа Старлевски денеска како кукавица избега. Како што вчера премиерот и Старлевски заедно избега од прашањата на пратениците. Тоа е јунарството на ВМРО ДПМН. Кога има 500 специјалци и 500 слепи и горди подржувачи на контрапротести, тогаш сте силни. Ама со аргументи сте нула. Помножено со нула. Затоа што немате аргумент. Што аргумент денеска можете да понудите на тој народ и на тие луѓе? Освен уште поголема глупост и уште поголема лага. Колегата Дормиши бара 5 милиони, замислете, владата на Груевски вика: не бе 5, 7 ќе ви даеме. Абе какви... Вие не знаете колку да барате, тоа вреди 7 милиони. Друго направат ќе види 14 милиони. Зошто? Затоа што сега иде преку Министерството за транспорт и врски. Господинот Миле Јанакиевски, министер. Ама знаете како го викаат министер Јанакиевски? Министер 20%. Така го викаат. Тоа е именувањето на Јанакиевски. Сега градоначалниците по целата таа шема разработена од ВМРО ДПМН. Викаат, кога може Миле 20, за мене 10. А целата работа вика 30% иска. Секоја работа што добиват оваа држава, оно што изведува мора да даде 30% кеш. Однапред. После затоа идат анекси на договори, спиења у Венеци, 1,5 милиони хонорар за Валентина Стефановска. За големиот татко на воин. Абе името не смете да му го спомнете на тој Александар? Името не смете. И на татко му. Кога веќе не го спомнуваат Александар, зашто го спомнуваат татко му? Мајка му да не зборам. Абе, луѓе, не ве разбирам. Како можете да стоите дома и мирно да легнете? Јас не ви ја спакам логиката. Јас знам дека политиката е арена, борба, битка. Ама елементарни правила. Не зборам за чест и морал. Најголем чест да исклучоци, најголем дел од вас нема. Не знам што се тие категории. Не, чест и исклучоци. Али да владеете така што ќе го кршите законот. Оти ова е кршење на закон. Тој амандман беше прифатен од тоа собрание. Тоа станува закон, законска обврска. И следната година доаѓа заменикот министер и вика: амандманот не се прифаќа. Што ако лани сме го прифатили, оваа година нема да го прифаќаме? Или да, или мостот. Што има врска ако сме ветили, ако сме обврзани со закон, законите не важат? У оваа држава не важат законите. Важи волјата на пастирот и крај. И зашто тогаш ние овде глумиме демократија? Глумиме парламентарна држава? Бараме слобода, права, слободни медиуми. Не важи, бе, луѓе. Сега е јасно дека станува збор за гол режим. Класична диктатура. Белорусија у македонска верзија. Да не ја спомнувам Северна Кореја. Тоа е сепак неприкосновено. Ама, верувајте, идеме натаму. Натаму, jer Грујо реформира и ова и мислам еден ден, ако продолжи вака, ќе стаси.
Ама мислам дека е више крај на патот. Претерате. Претерате и за тоа казната ќе ви биде народот. Може би не у март. Може би не у другиот март. Ама еден ден ќе се соочите. Ќе се соочите со тој народ кој вака безошно го лажете. Казната од народот е страшна. Ќе ја почувствувате, ве уверувам. Благодарам.